Дневник на телеканал А1. Добре дојдовте. Да ги видиме топ 3 настаните на денот. Свечена академија во чест на просветителите браќата Свети Кирил и Методи. Верниците се поклонија и пред моштите на апостолот Кирил, изложени во католичката црква Свети Кирил и Методи во Петралинци. Продуцентката Джеки Шепард и актерот Коле Ангеловски се лауреати на овогодинешниот Астерфест, кој ќе се одржува во средината на наредниот месец. Програмата е веќе подготвена. Дојран ги прави и последните подготовки за престојната летна сезона. Со ново уредените плажи, големиот број сместувачки капацитети и културно-забавната програма очекуваат ова лето да ја надминат минатогодишната бројка. Започнуваме со дневникот. Македонија има јасни стратешки определби и обстојува на нив, не сакајќи да наштети никому. Води политика на отвореност, негува добронамерни односи на пријателство, соработка и меѓусебна почит. Ова му го соопшти македонскиот председател Ѓорѓе Иванов на председателот на Руската Федерација Владимир Путин на денешната средба во Москва. Иванов ја оцени средбата со Путин како пријателска, конструктивна и содржајна. Рече дека станувало збор за состојбата во Македонија и во регионот, за економската соработка и за црквата. Сегодня в России денеска е празник, денот на словенската писменост, а писменоста ни дојде во Русија токму од Македонија. Со задоволство забележувам дека и денес руско-македонските односи се унапредуваат. Имаме позитивно движење во економската размена. Со големо внимание следиме се што се случува во вашата земја. Ние посакуваме внатрешно-политичката ситуација во Република Македонија да се развива во согласност со Устав. Уверен сум дека вашето искуство, вашиот авторитет и вашето влијание ќе придонесат за тоа. Ние имаме јасни стратешки определби како Македонија и обстојуваме на тие стратешки определби со назнака дека не сакаме да бидат на штета на односите со Русија. Бидејќи сепак Русија е голема земја и Македонија како мала земја мора со сите големи сили да има однос на искрено пријателство и бидејќи се и тој членки на Советот на безбедност, со сите членки на Советот на безбедност Македонија секогаш имала и мора да има односи на пријателство и на почитување. Така што нашата политика на отвореност кон сите, на сите добронамерни, продолжува и настојуваме со сите големи земји да имаме навистина односи на пријателство, соработка и на меѓусебна почит. Секоја земја си има своји интереси, таа си поаѓа од своите интереси, така и големите земји си имат своји интереси, ги следат состојбите и во регионите, и во светот, и меѓутоа секој поаѓаат од сопствените интереси. Така што тоа што се случува кај една голема сила, се случува и кај друга голема сила. Ние малите можеме да ги согледуваме сите тие нивни односи, но сепак да не бидеме заложници на многу конспиративни теории, многу важни вести и многу настани кои се обидуваат некои да ги пласираат за да можат краткорачно да профитираат. Сепак големите земји се големи земји, се имат своји стратегии, се ги следат нивните интереси, а наше едноставно да се обстојуваме на нашите стратегиски цели и да правиме се да тоа не биде на штета на другите односи. Генералниот секретар на партијата на Зијадин Села, Движењето за реформи во ДПА Арбен Таравари, во интервју за телевизијата Алсат М тврди дека побарале од новиот мандатар Зоран Заев двојазичноста да биде експресна, на што тој целосно се согласил. Таравари вели дека со Заев разговарале околу час и половина и дека лидерот на СДСМ апсолутно ги прифатил сите барања и точки од тиранската платформа. Ja që jemi më konkret, çfarë i kërkua atje Zoran Zaevit? Për shembull, dy gjukësia të jetë ekspres. Ndryshimet në kodin zgjedhor të bëhet sa më shpejt. Dhe çfarë tha ai për të dyja? Është i interesuar edhe ai për ta zgjedhur atë punë. Pranon që të bëhen ndryshime të tilla, të kemi lista të hapura zgjedhore, të kemi zhvillimet ekonomike në të gjitha rajonet. Biseduan edhe ekonomistët tonë në dhanë çfarë konkretisht të bisedojmë. Biseduam si të ndryshojmë emrat e rrugëve nëpër komunat ku jetojnë shumicë shqiptare. Imagjinoni Ngostivar, qendra quhet Marshall Tito, s'ka lidhje të bën shumica e të rinjve dhe s'din se çfarë përfaqësojnë. Edhe aty, domethënë, kishim pajtueshmëri në shumicën e gjërave të cilat i bisedum. Kjo ishte ajo që e bisedum për 90 minuta me zoti Zaev. Domethënë, zoti Zaev, megjithatë që publiku ta di, pranoi një pjesë të këtyre
Absolutisht, bile edhe i afatizuam ato tamam cilën kohë duhet të realizohet, që të kryojmë një besim të mirëfill se në të ardhmen do funksionon ky koalicionim, në qoftë se funksionon mirë, pse mos ketë edhe bashkëpunim edhe në fusha të tjera, që do me thënë që vendimi i partisë tuaj që nga i kryer. Që prodolgjime pak baranjata në Albancite, potrebite në Albancite tukava Makedonija, da gi pretočime vo politički baranja i će prodolžime zajedno со сите други политички субјекти за да продолжиме во овој наш пат и нормално ќе се вратиме уште појаки во политичката сцена. Верниците денеска се поклонија пред светите мошти на апостолот Кирил, кои беа изложени во католичката црква Свети Кирил и Методи во село Петралинци, општина Босилово. Моштите на Свети Кирил пред 3 години беа изложени во храмот во Богданци по повод неговото 150 годишно постоење. Предходно 14 години биле чувани во Скопје. Верниците од Петралинци првпат ја имаат приликата да се поклонат пред моштите во сопственото село. Декретите од Вториот Никејски, Фиорентински и Тридентински собор, на кои било говор исклучиво за моштите, утврдено и следното. Верниците треба да ги почитуваат светите тела на светците и мачениците и другите кои живеат со Христос, кои биле живи тела Христови и храм на Светиот Дух, кои ќе ги воскресне и прослави вечниот живот и по кои дава на луѓето многу благодати, доброчинства, милости. Моштите кои што ние ги имаме се автентични и потврдени од црковната власт и тоа екс осибус, значи дел од телото на Свети Кирил, монах и апостол словенски, како стои во самиот сертификат и самата потврда која што ние ја имаме, и моштите кои што сите вие ќе имате можност да ги допрете, да ги бакнете, да искажете една почит кон патроните на ова наша парохија и заштитници на ова наша заедница и на ова наше село. Драги браќа и сестри, голема е чест да меѓу една заедница дојдат мошти на еден светец. Голема е чест и уште повеќе да искажеме нашето почитување, бидејќи под нивен заговор, под нивно застапништво, ние се наоѓаме најблиску до Господа Бога, бидејќи тие нас не препорачуваат на Господа Бога о сите наши потреби и ни сите наши неволи, да Господ Бог ни помогне да можеме да се воздигнеме и уште повеќе преку нив, како ни пример кој што го имаме од нив, да ја отцврстиме нашата вера, да останеме верни на Христа, Христовата црква и неговата наука. Амин. Синоќа во Струмица се одржа и свечена академија во чест на просветителите, браќата Свети Кирил и Методи. Делото на Свети Кирил и Методи не задолжи да бидеме секогаш на висината на задачата, да го чуваме и негуваме нашето писмо како едно од нашите најголеми богатства, врз кое ги надградуваме сите вредности кои не красат и ни го покажуваат патот кон еднината, рече вршителот на должност градоначалник на Струмица Костадин Костадинов на вчерашната свечена академија, зборувајќи за ликот и делото на сесловенските просветители. Тие вредности и знаења должни сме да ги пренесуваме на нашите наследници. За и тие да го продолжат патот по кој ќе ходиме генерации и генерации македонци, но и сите оние кои гордо ги носат во себе словенските корени. Тоа особено се однесува на вас, наставниците, кои неселично ги пренесувате плодовите од семето Кирило-Методиевско и од семето на нивните верни ученици. Вие имате таа чест. Задоволство и привилегија да видите најцрстиот мост во општеството, во кој чекаат децата кон својата конечна цел, да станат луѓе на место, луѓе со реноме, луѓе за почит.
Посочи дека темелите на тој мост ги поставиле токму се словенските просветители Кирил и Методи, светите браќа кои, како што рече, неслучајно се прогласени за покровители на Европа. Токму затоа мора да знаеме дека утрешниот празник не е обичен празник, туку голем ден кон кој треба да се однесуваме со должна почит и благодарност. Ден кој навлегува во најчувствителните корени на нашето постоење. Ден кој го глорифицира најсензитивниот и најзначаен сегмент на нашиот идентитет. Од денешен аспект гледано држи вода прашањето кој може сите да си го постави на глас. Кој ќе ветне денес и во која фаза на развој ќе ја тератме нашата живеечка, да не беа се словенските просветители кои ни садија убав мишат во нашиот генетски код. На тој начин светите браќа Кирил и Методи им ги просветлиле душите на сите луѓе од словенскиот род и ги избавиле од потогашната духовна темница во која живееле и од сознанијата кои ги носеле во себе. Со својата азбука солунските браќа направиле револуционерен потврд, на кој нивните ученици Свети Климент и Наум направиле бесценната надграда, која е од исклучително значење за нашата писменост и за писменоста на сите словенски народи. Токму затоа 24 мај, денот на сесловенските просветители, треба со гордост да го празнуваме. Но катадневно треба да бидеме благодарни на нашите праучители за нивната духовна оставштина, спастрена во нашиот богат духовен ковчег. Во чест на сесловенските просветители беше изведена и богата програма. Дојран ги прави и последните подготовки за престојната летна сезона. Со ново уредените плажи, големиот број сместувачки капацитети и културно-забавната програма очекуваат ова лето да ја надминат минатогодишната бројка од 200.000 туристи. Дојран е подготвен да ги прими сите туристи кои што планираат да ги поменат летните одмори во Дојран, како и минатата година и ова година Дојран подготвува културно-забавна програма, богата, пред се со квалитетни артисти, што се однесува до плажите остануваат исти и непроменети. Ќе има во функција некаде околу 7 плажи кои што ќе бидат подготвени целосно во текот на месец јуни, така да се надеваме дека како и минатата година бројката од 200.000 туристи на крајот од летото ќе ја надминеме. Што се однесува до туристичкото биро и оние капацитети на издавачки капацитети кои што ги има Дојран, Дојран располага со некаде од околу 12.000 легла. Очекуваме дека во текот на месец јуни, особено во првите денови на месец јули, дека тие места ќе бидат целосно исполнети, така да до крајот на месец август, каде што всушност и започнува или најголем туристичката сезона во Дојран го достигнува најголемиот број на туристи, се надеваме дека ќе надминеме ова бројка и ќе успееме да ги покажеме сите убавини кои што Дојран ги нуди, да можат да ги уживаат сите оние туристи кои што ќе дојдат во текот на целиот летен период. Програмата се подготува, што се однесува до културно-забавната програма, се подготуваат голем број на настани музички, пред се концерти, се знае веќе и датата за фестивалот кој што е најпопуларен годинава, така да се надеваме дека ќе успееме да го привлечеме вниманието на сите луѓе. Готуваат некаде околу 100 културни настани кои што ќе бидат пред се организирани во општина Дојран, настани кои што ќе се организираат во двата Дојрана, и во Нов и во Стар Дојран, започнувајќи стандардно со Дојран Гурман фест и летното кино во месец јуни во Нов Дојран, така да од 14, 15 и 16 јули, кога ќе се случи фестивалот, до крајот на август, секој викенд, петок и сабота и недела, ќе има голем број на концерти, пред со домашни, но и странски артисти. Ќе има голем број на разни жанрови ќе бидат застапени во однос на музиката, театрите, стендап комедиите, модата и слично. Пред информациите кои што ги имаме од туристичкото биро и од оние издавачи кои што поседуваат издавачки објекти, најголем број на туристи се срби, кои што поминуваат секојдневно и кон Грција, одат на плажите во Грција, но застануваат на неколку дена токму овде во Дојран да го посетат ова место, но има и оние еднодневни туристи се застапени од Грција кои што доаѓаат во текот на викендот, да речеме во недела.
Продуцентката Джеки Шепард и актерот Коле Ангеловски се лауреати на овогодинешниот Астерфест кој ќе се одржува во средината на наредниот месец. Според организаторите, веќе е заокружена меѓународната програма која, како што велат, е составена од исклучителни најнови филмски остварувања на полето на краткиот и документарниот филм од повеќе земји. Струмица од 26 до 30 јуни ќе биде домаќин на 13-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест. Годинешното издание ќе се одржи под мотото меѓу фактот и фикцијата. Специјални лауреати на овогодинешниот Астерфест се продуцентката Джеки Шепард, добитничка на наградата Астер за високи достигнувања во филмската продукција, и актерот, режисер и сценарист Коле Ангеловски, добитник на специјалното признание на Тивериополската филмска алијанса за високи достигнувања во филмската уметност. Продуцентката Джеки Шепард има значително искуство во работењето во странство, најчесто со нови таленти на кратки и долгометражни филмови. Заедно со својот партнер, продуцент Марк Блени, во Footprint Films го продуцирала долгометражниот Африка Юнайтед, сниман во Јужна Африка, Бурунди и Руанда. Продуцентка е на повеќекратно наградување од краток филм Јас сум сами, сниман во Курдистан, каде што работела со Кае Бахар. Како дел од посветеноста на нови таленти, Footprint соработува со The Pitch, филмски надпревар, кој им дава можност на нови автори да создадат финансиран краток филм. Заедно со режисерот од Pitch Лук Волтон, Джеки ги продуцирала сите победнички кратки филмови досега, од кои голем дел се прикажуваат на фестивали низ целиот свет, објаснуваат организаторите. За Ангеловски од Астерфест ке запишат дека како актер дебитира уште како студент во југословенскиот филм Саша на Раденко Остојич, пошто следуваат импресивните креации во Да се дојде и да се остане на Бранко Бауер и Тврдина на Силеџи на Јоже Поганчик. Играли во филмовите Светски човек, Крос Контри, Собирен центар, До победата и по неа, Мементо, Жет, Црвениот коњ, Нели ти реков и во многу други. Ги режирал кратките филмови Татко, Колнати Смерина, Викенд на мртовци, Време за плаќање, Ах, љубов моја, телевизиските серии Солуски патрди, Училиште за кловнови, Лото, а останува запаметен по улогата на Диди во драмската серија Да видам што да бидам, заедно со брат му Владимир Тади Ангеловски. Во повеќето своји филмови се јавува како сценарист. Одиграл над 40 филмски, над 20 театарски улоги, режирал над 80 представи, произвел над 500 часа телевизиска програма, превел над 30 драми на македонски. Според организаторите, главниот програмски селектор, филмологот Атанас Чуповски, веќе ја заокружил меѓународната програма која, како што велат, е составена од исклучителни најнови филмски остварувања на полето на краткиот и документарниот филм од повеќе земји. Филмските автори кои ќе ги представат своите филмови ќе се надпреваруваат за златната, сребрената и бронзената потковица. Гевгелија го чествува Спасовден, заштитникот на градот, со богата културно-уметничка програма која започна вчера и годинава ќе биде одбележан овој голем празник. Со гевгелиската легендарна песна Трба трби гевгелиска, вчера започна културно-забавната манифестација во чест на Спасовден, заштитникот на Гевгелија. Годинава домаќините прередуваат повеќе манифестации, концерти и изложби во пресред и на самиот ден на празникот. Синоќ по повод Спасовден, а во предвечерието на Денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, се одржа традиционалната манифестација Распеана чаршија Трба трби. На гевгелиското шеталиште на отворената сцена настапија распеани гевгеличани, распеани пензионери Сава Михайлов, распеани радовишани, распеани валандовчани и распеани светиниколчани, а гости имаше од соседна Грција. Започнува прославата на тродневната прослава на манифестацијата Спасовден со вечерашниот концерт, традиционалната манифестација на која го негува староградскиот мелос Распеана чаршија или Трба трби. Продолжуваме со традицијата на негување на и староградската песма, староградските обичаи и адети, нели како наше културно наследство, така да ќе биде баш еден интересен балкански склоп на традиционални староградски песни, но во современ аранжман и современа продукција.
значи ова година е посебен јубилеј за нас, значаен, голем јубилеј и така да и има и многу други пропратни манифестации, така да ги повикувам нашите сограѓани да излезат да и заедно да го прославиме овој јубилеј и празник. Вториот ден од прославата ќе биде одбележен со детскиот музички фестивал Распеани дечиња, кој вечерва во 19 часот и 30 минути ќе се одржи во Народниот театар. Гевгеличани упатуваат отворена покана до сите заинтересирани посетители и граѓани да дојдат да ја проследат и да уживаат во свечената и богатата културно-уметничка програма на манифестацијата, подготвена во чест на Спасовден, заштитникот на Гевгелија. Оркестарот при Основното општинско училиште Страшо Пинџер од Јосифово продолжува со освојување на награди од регионалните и државните надпревари за хорови и оркестар. Љубовта кон музиката и големиот број на пофалници и дипломи сведочат за нивната напорна работа. Основното општинско училиште Страшо Пинџер од село Јосифово редовно учествува на надпревари на регионално и државно ниво. Многобројните пофалници и дипломи се доказ за нивниот вложен труд, а како што вели нивниот ментор Раденко Костадинов, достигнувањата на оркестарот се должат на напорните вежби и неговата посветеност и љубов кон музиката, како ментор, но и како професор кој секојдневно ги мотивира учениците повеќе да ја сакаат музиката. На регионално ниво во Валандово, од учесници во нашиот регион Дојран, Валандово и Јосифово, постигнавме најголем резултат во оркестарот и успеавме, како и секоја година и оваа година, да се пласираме на државно ниво и постигнавме добар резултат. Оваа година втор пат ни се случува од 7 награди да имаме второ место, високо, 88 бода. Костадинов вели дека интересот на учениците да бидат дел од оркестарот од година во година е се поголем. Добивањето на први награди, речиси на секој надпревар на кој учествуваат, е мотивација повеќе за генерациите кои следат. Имаме наплив на деца. Во една емисија ваша зборував за тоа дека моментално имаме 20 деца кои само вежбаат. Тоа се деца кои ќе ги наследат другите од дебето, што ќе заминат. Околу 20 деца имаме што вежбаат. Тоа е доволен резултат од толку мало школа. Да чекат 20 деца да влезат во училишниот оркестар, тоа значи дека заинтересираноста е голема. Инаку оркестарот од ова училиште неодамна го освои второто место на регионалниот надпревар кој се одржа во Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово, на кој покрај нив учествуваа и оркестрите на Основното општинско училиште Кочо Рацин Дојран и Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. А Радовиш се подготвува за меѓународната радовишка ликовна колонија. Еве докаде е организацијата. Оваа година, за разлика од данската година, значи терминот е подместен за неколку месеци. Прошлата година беше на 5 септември до 11 септември, меѓутоа сега оваа втора ликовна колонија ќе се одржи од 29 мај до 4 јуни. Значи овој термин најверојатно ќе се потрудиме, значи во наредните години да се задржи и постојано, значи да го овој термин биде всушност резервиран за одржување на меѓународната ликовна колонија. Тоа е веќе традиционално место или би рекол традиционална локација, што веќе од оваа година и самата колонија го носи името, значи називот на колонијата е Меѓународна радовишка ликовна колонија Свети Георги. Оваа година ќе земаат учество 19 уметника. Имаме, значи, 5 уметника од странство. Имаме, значи, од Русија уметник, од Турција, од Србија, Црна Гора и Бугарија. 13 уметника ќе бидат, значи, од другите градови на Македонија. Имаме 6 членови на нашето дружение кои исто така ќе земаат учество оваа година во втората меѓународна радовишка ликовна колонија. Исто така, значи, оваа година главен покровител на колонијата е
Општина Радовиш со градоначалникот Сашко Николов и нормално имаме други подржувачи, финансиски подржувачи на самата колумна, како што е Бучин, Детонит, Интерплас, Центарот за култура, АЦО. Пандев и следната сезона во Дженова. По 8 пат се одржа пинг-понг турнир во Струмица. Спортските вести во продолжение. Надпреварот од финалето на купот помеѓу Шкендија и Пелисер беше еден од последните тестови. На 5 септември на стадионот Младост најверојатно ќе биде одигран надпреварот од квалификациите за светското првенство во Русија помеѓу Македонија и Албанија. Исполнети се речиси сите услови. Тревнатиот терен е во одлична состојба. Собликовалните и подтрибинскиот простор ги исполнуваат условите кои ги бараа УЕФА, а за надпреварот со Македонија дополнително ќе биде подготвена новинарска и VIP ложа. Екипата на Дженова ја продолжува соработката со Горан Пандев, кој останува дел од клубот и во следната сезона, со што ќе го исполни до крај договорот кој му беше со 2+1 година. Пандев одигра 20 средби во сезоната која завршува, а тоа беше и услов за да остане во клубот уште една година. Според ова, Пандев ќе има 15-та сезона во новата 2017-2018 година, со што ќе има можност за ново зголемување на бројот на погодоците. Со своето искуство секако ќе придонесе за тимот на Дженова да биде уште подобар, а ќе значи многу и за помладите фудбалери во екипата. Пинг-понгарскиот клуб Струмица по повод празникот на просветителите Свети Кирил и Методи и 25 мај патрон празникот на основното училиште Маршал Тито во Струмица. По 6 пат организираше отворен турнир по пинг-понг за средни училишта на 22 мај и основни училишта на 23 мај на територијата на општина Струмица. Следува прегледот на вестите од светот и регионот. Мажот осомничен за самоубиствениот бомбашки напад во Манчестер е идентификуван како 23-годишниот Салман Абеди, објави CBS News. Абеди, кој претходно им бил познат на британските власти, полицијата на Манчестер претходно соопшти дека го уапсила и дека тој е поврзан со бомбашкиот напад. Одговорност за нападот на концертот на американската пејачка Ариана Гранде во Манчестер, при што загинаа 22 лица, а десетици беа повредени, денеска презеде групата Исламска држава. Американскиот претседател Доналд Трамп пристигнува денеска во дводневна посета на Брисел, каде ќе се сретне со представници на НАТО и на Европската унија, како и со представници на белгиските власти. Се очекува тој во Брисел да остане околу 27 часа. Претседателот на САД се очекува да слета во Брисел денеска предпладне, при што најпрвен ќе се сретне со кралот на Белгија Филип, а предвиден е и разговор со белгискиот премиер Шарл Мишел. Трамп утре попладне ќе биде примен од претседателите на Европскиот совет и Европската комисија Доналд Туск и Жан-Клод Јункер. Украинскиот парламент вчера усвои закон со кој се предвидува 3/4 од телевизиските програми во земјата да бидат на украински јазик, со што се ограничува употребата на рускиот јазик, јави БТА. Законот беше поддржан од 269 пратеници, 15 гласа против, а 10 беа воздржани. Мерката беше одобрена од парламентот една недела по блокирањето во Украина на серија руски интернет страници, меѓу кои рускиот пребарувач Яндекс и популарните социјални мрежи ВКонтакте и Однокласинки. Се очекува наскоро претседателот Петро Порошенко да го потпише законот и тој официјално да влезе во сила. Жител на Косовска Митровица деновиве го загубил животот во студирите во ирачкиот град Мосул, борејќи се како припадник на џихадистичката група Исламска држава. Објави денеска електронското издание на приштинскиот весник Експрес. Момчето од Митровица не е единствен косовец кој учествува во воените судири во Мосул. Има информации дека и други државјани на Косово се вклучени во борбите на страната на Исламската држава, но засега нема информации за нивната судбина, наведува весникот. И денес имаме нестабилно време со ниски температури и врнежи кои во Струмица стигнале до 30 литри на метар квадратен. Подетално за временската прогноза и за тоа какво време не очекува од изјавата на дежурниот синоптичар на УХМР.
Веќе во предпладневните часови имаше понекаде претежно на истокот слаби врнежи од дожд, а зголемена облачност на истокот и на западот. Во пладневниве часови најпрви грмежите во Републиката почна во Скопската котлина, а исто така имаме појава на грмежи зад јужната граница кон соседна Грција. Грмежите и нестабилноста ќе се прошират во попладневните часови, ќе имаме и појава на поројни врнежи од дожд. Тие веќе започнуваа во пладневиве часови на северот од Републиката, во Кумановско, а овие врнежи од дожд ќе бидат краткотрајни со пороен интензитет, понекаде и во вид на невреме, проследени и со град, а во моментите на пороен дожд ќе имаме и повремено засилен северен ветер. Во текот на ноќта пак, повторно како изминатата ноќ, облачноста малку ќе се намали, врнежите ќе престануваат, понекаде само слаб дожд, наутро ќе биде свежо утре, понекаде се малку сончево, особено во источните делови од земјата, а потоа уште предпладне ќе имаме зголемена облачност и со зголемената облачност чести врнежи од дожд. Врнежите од дожд ќе бидат почести и поинтензивни кон југот на земјата, каде што очекуваме да се јави и краткотрајна нестабилност. За разлика од југот, пак на северот очекуваме дека врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта, па така и во Скопската котлина. Врнежи ќе имаме почесто попладне и во текот на првиот дел од ноќта. Утре и малку посвежо, температурите претежно за 4 до 5 степени пониски од денешните, најмногу до 21 степен на југоистокот од земјата, но 21 степени во Скопската котлина. Северниот ветер утре накратко ќе биде сменет со јужен ветер на југот од земјата, а потоа ќе имаме во текот на следните 2 дена претежно сончево време со променлива облачност во предпладневните часови, а во попладневните часови краткотрена нестабилност ќе има претежно во западните и северозападните делови од земјата. Благо ќе се покачуваат температурите и веќе во сабота ќе имаме до 25 степени, во недела до 27 степени, а во понеделник и не очекуваме да има врнежи, претежно сончево време со мала до умерена облачност. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со телеканал АЕД. Пријатно!